Почитувани представници на медиумите, пред вас се податоците за највисоките приходи кои граѓаните ги оствариле во 2016 година, податоци кои го привлекуваат и неголемото внимание во јавност. Анализите кои Управата за јавни приходи ги направи врз основа на поднесените годишни даночни пријави за изминатата 2016 година покажуваат дека 440.000 граѓани доброволно пријавиле 173,6 милиарди денари годишни бруто приходи и 10,1 милиарда денари персонален данок. Најголем број од доброволните ГДП, како и секоја година, се поднесени во регионалната дирекција Скопје, 169.943, додека најмалку на подрачјето на дирекцијата на Тетово, и тоа 36.528. Врз основа на поднесените годишни даночни пријави и други податоци со кои што располага Управата, донесени се 506.817 решенија за утврдување на годишниот данок на доход, во кои е утврден данок за доплата во вкупен износ од 268,3 милиони денари. Нашите анализи покажуваат дека најголемиот број на граѓани, и тоа 421.244, со својата даночна пријава пријавиле годишни приходи кои се движат од 100.000 до 1 милион денари, а само близу 22.000 пријавиле дека оствариле над 1 милион денари. Највисокиот годишен бруто приход во годишната даночна пријава изнесува 255 милиони денари и е пријавен во Скопје. Здравството, фармацијата и информатичките технологии остануваат секторите во кои се исплаќаат највисоките плати. Највисоката годишна бруто плата во 2016 година од близу 167,8 милиони денари е исплатена во приватното здравство, додека пак највисокото дополнително примање, така наречениот бонус од работен однос, изнесува 25,6 милиони денари. Ако највисоката капитална добивка досега остварена во 2008 година, и тоа во износ од 909 милиони денари, во 2016 година најголемиот пријавен износ е 82,8 милиони денари. Од повремено вршење на услуги, жител на Велес заработил 58,2 милиони денари, додека граѓанин од Скопје пријавил заработка од 109,1 милиони денари од дивиденди и други приходи остварени од учеството во добивката. Што се однесува до приходите од имот и имотни права, односно приходите од издавање на земјиште, станови и деловни простории, превозни средства и слично, даночен обврзник од Тетово пријавил 65,5 милиони денари годишен бруто приход само по овој основ. Прворангиран, според остварени приходи од авторски права и права од индустријска собственост, е обврзник од Скопје со 17,3 милиони денари. Прворангираните 10 граѓани пријавиле добивки од лото, обложување, казино или учество во наградни игри, кои се движат од 1 до 27 милиони денари, а најсреќен добитник бил жител на Скопје, кој од игри на среќа остварил 27,5 милиони денари. Највисока заработувачка пријавиле пензионери од Струмица и од Скопје. Пензионер од Струмица пријавил 41,8 милиони денари вкупен годишен бруто приход по сите основи, вклучувајќи ја и пензијата, додека највисок годишен бруто приход само по основ на пензија е пријавен во Скопје, и тоа 1.838.837 денари. Почитувани, сите дополнителни информации ви се достапни во материјалот пред вас. Би укажала дека сите останати информации представуваат даночна тајна и како даночници мора да водиме сметка и заштита на личните податоци на граѓаните. Анализите на Управата за јавни приходи
од поднесените годишни даночни пријави ги одразуваат состојбите за деловните активности на граѓаните во текот на 2016 година, но и се показател за нивото на даночната свест и даночната усогласеност на граѓаните. Транспарентноста е еден од начините како можеме да влијаеме кон понатамошно унапредување на даночната култура. Секако не е единствениот. Континуираната едукација, подобрувањето на услугите и даночните процедури, особено за граѓаните, се исто така од големо значење, со што ќе овозможиме брзо, лесно и едноставно пријавување и плаќање на персоналниот данок. Ви благодарам. Повелете прашање. Рековте, че 140.000 граѓани доброволно пријавила годишна даночна пријава доставила. Колку мина не доставила, вие сте заклучиле дека имаме потреба да достават, бидејќи имале дополнителни приходи и какви се казните за оваа категорија граѓани? Која е сумата, да? Глобата. Согласно нашите анализи кои што ги имаме направено, околу 63.000 на физички лица немаат доставено во законски предвидениот рок, значи до 15 март, поднесено годишна даночна пријава. Дел од нив, значи доброволно дојдоа во даночните канцеларии на управата за јавни приходи и ги подмирија своите обврски, односно го платија персоналниот данок. Со сите, значи кои што се уште немаат завршено таа обврска, контактираме, комуницираме, се со цел доброволно да се усогласиме. Нашата цел не е веднаш да спроведуваме казнена политика, туку сакаме да го имаме во предвид и доброволниот партнерски однос со даночните обврзници. Казната, согласно закон за ненавремено поднесување на годишна даночна пријава, е од 100 до 200 евра во денарска противредност. За физички лица, да. За која не пријавена сума се работи, во овие Тој податок го немаме. Го немаме се уште исумирано, за да можеме да излеземе со точен податок. Изминатиот период имаше многу граѓани кои што имаат поднесено даночна пријава, и што сепак добија решение дека ќе бидат казнати со 100 евра. И постави дека станува просто системска грешка. Дали е надминат проблемот или дали сте уште? Проблемот е надминат, разговаравме и со банките, бидејќи дел и таму имавме засегнати страни, сето тоа е надминато. Па ќе кажем, дел од сите тие луѓе кои што системски, значи, поднеле во законски предвидениот рок, меѓутоа кај нас датумот е погрешно ажуриран, се надмина и тој проблем. Затоа што многумина имаат поднесувано електронски годишни даночни пријави и се со цел, бидејќи системот беше преоптеретен во тој период, затоа настана проблем меѓу 15 и 16 март, кои од нив имаат поднесено пријави. Секако пак ќе кажам дека не ни е принципот репресија, туку пред се сакаме превентивно да делуваме спрема физичките лица и спрема сите даночни обврзници. Останува ли обврската за следната година граѓаните да шалтерите да доставуваат годишни даночни пријави? За приходите кои што ги имаат остварено во 2017 година, уште само во наредната година, значи ќе имаат обврска да поднесуваат годишна даночна пријава, меѓутоа ние како менеджмент во управата за јавни приходи бараме и најсоодветен начин за да ја олесниме цела процедура на гужви. Веќе од следната година кажавме дека ќе немаат обврска да поднесуваат граѓаните годишна даночна пријава, во нивно име тоа ќе го прави управата за јавни приходи. Според бројките расте заработувачката потребување на берзата, така? Очигледно да. Според тоа што е пријавено во годишните пријави. Значи, овдека да потенцирам, уште еднаш станува збор за пријавени приходи во 2016 година, кои што се пријавени во годишната даночна пријава. А можете ли да ни направите според вас со минатата година и вака година 2016 година најголемите приходи се речиси 4,1 милион евра? Колку бил приходот претходната година кога од основа на годишните даночни пријави се била доставени? За оваа пресконференција, значи се подготвивме исклучиво за податоците кои што се однесуваат за 2016 година. Доколку има дополнителни прашања, прес-службата во УЈП стои на располагање во секое време.
Дали има уште некое прашање? Ви благодарам на сите.